Во Македонија фалат околу 2500 лекари и 10.000 медицински сестри споредено со европскиот просек. Ова го покажува грубата математика откако министерот Азир Алиу објави дека јавното здравство брои околу 18.500 вработени, од кои околу 4.700 се лекари и 7.000 сестри. Алиу не кажа колку точно недостигаат детски хирурзи, имунолози и анестезиолози, но посочи дека под 3 децении Министерството има основна база на податоци, врз која во иднина ќе може да се направи дисперзија, а не како што е сега, 70% од граѓаните да се лекуваат на клинички во Скопје. Бројот на лекари се зголеми минимално во последната деценија, од 265 на 100.000 жители во 2010 година на 296 на 100.000 жители во 2020 година. Но тоа е далеку од просекот, ако го гледаме од ЕУ, од кој што просек е 412 лекари на 100.000 жители. Бројот на медицински сестри се зголеми исто така од 356 на 100.000 жители во 2010 година на 430 во 2020 година, што едва е половина од ЕУ стандардите кои што велат 838 сестри на 100.000 жители. Алиу вели дека повеќе нема да може лекар да си бира специјализација по желба или со телефонски повик, туку специјализации ќе има според потребите на државата. За оние медицински гранки за кои нема потреба, нема ни да се отвараат места. Имаме голема бројка на доктори во области кои што се повеќе комерцијални, да кажеме, а помалци имаме во профили кои што ни се неопходни во здравствениот систем. Ве уверувам дека брзо ќе дојде тој период, најверојатно за месец и пол, ќе видите дека сите слободни места што ќе ги отвориме ќе бидат базирани на оваа табела. Нема да бидат базирани на телефонски повик од типот сакам моето дете да биде, не знам, ваков или таков доктор. Анализата покажала дека во Македонија има 112 јавни здравствени установи, а 2830 се приватни, кои во најголем дел се матични лекари, гинеколози и стоматолози. Во приватното здравство работат скоро 14.000 луѓе, од кои 9.000 се лекарски тимови.